Добар ден, почитувани. Ова е уште една нова телма амбуланта. На здравието, но и положбата на забите се посветува се поголемо внимание. Дали е доцна возрастните да почнат да носат протеза за исправување на забите? Која возраст е оптимална за да се постигнат посакуваните и оптималните резултати од носењето протеза, односно исправувањето на кривите заби, но и корекцијата на лошиот загриз? Има мобилни и фиксни протези. Која е клучната разлика? Кој е најкраткиот временски период за носење на протезата, за забите да се исправат и дали резултатот е секогаш траен? Имаме бројни дилеми на кои што денеска ќе побараме одговор од професор доктор Цветанка Байрактарова-Мишевска, ортодонт од стоматолошкиот факултет при УКИМ и од Универзитетскиот стоматолошки клинички центар Свети Пантелеимон, Скопје. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок. Се гледаме набрзо во студиото на Телма со гостинката. Денеска зборуваме за употребата на протезите за исправување на кривите заби, но и лошиот загриз со професор доктор Цветанка Байрактарова-Мишевска, ортодонт од стоматолошкиот факултет при УКИМ и од Универзитетскиот стоматолошки клинички центар во Скопје. Професорке, добар ден, добре ни дојдовте во студиото на Телма, задоволство што сте тука. Добар ден, добро ве најдов. Дали носењето протези има бенефит само од естетски аспект или пак и врз здравието? Кривите заби може ли да доведат до некакви здравствени тегоби и проблеми? Апсолутно, да. Значи, може би на пациентите има поважен естетскиот момент, меѓутоа на нас ортодонтите ни е поважен функционалниот момент. Зошто? Затоа што нетретираните ортодонтски аномалии може да доведат до сериозни здравствени проблеми. Значи, може да доведат до тешкоти при жвакањето и говорот, појава на кариес, појава на гингивални заболувања и пародонтопатија, дури до губиток на забите можат да доведат. Понатаму, одредени ортодонтски аномалии можат да предизвикаат хронични главоболки и болки во пределот на лицето и вратот. И не помалку и не позначено што може да доведат до намалена самодоверба и себепочитување. Бројни студии ја истакнуваат поврзаноста помеѓу ортодонтските аномалии и намалената самодоверба кај пациентите. Па честопати сме сведоци како ортодонтската терапија напредува, како ортодонтската малоклузија се коригира. Расте самодовербата. Расте самодовербата кај пациентите, се враќа нивната насмевка, така да не треба да ја подцениме привлечноста на убавата насмевка, затоа што правилно подредените заби, хармоничните меѓувилични односи и убавиот лицев изглед носат попозитивен статус на сите социјални рамништа. Така, ништо пострашно од криење на насмевката. Апсолутно. Кога ќе се врати самодовербата и насмевката е поширока и појасна. Сега, професорке, што се однесува до мотивот за користење на протези, дали само кај кривите заби ги ставате, кај оние кои што растат еден врз друг, кои што се збиени или пак штрчат, може ли да, например, се направи корекција доколку има растојание помеѓу забите? Да, значи, ние ги третираме сите ортодонтски аномалии. Јас можам да споменам кои се тие рани знаци на кој родителот треба да обрне внимание кај детето. Затоа што според препораките на Американското здружение на ортодонти, сите деца треба да бидат ортодонтски прегледани не покасно од својата 7 година. Зошто? Затоа што некои ортодонтски аномалии можат многу полесно да се коригираат доколку се фатат на самиот почеток. Така да Значи, веднаш кога ќе се забележи дека некој запче расте криво, да, значи, да се појде на ортодонт во истиот момент или на стоматолог? На ортодонт. Кои се тие рани знаци на кои што родителот треба да обрне внимание? Значи, тоа е прво кога горните запчиња се протрудирани или испакнати кон надвор. Кога горните и долните заби, ние го велиме отворен загриз, кога горните и долните заби се не се во контакт или се во лош контакт. Кога има тешкоти при жвакањето и говорот, значи кога дише на уста, кога има збиеност, импакција, неуравнотежен лицев изглед, значи сите тие се рани знаци на кои што родителот треба да обрне внимание и да го однесе своето дете кај ортодонт. Ортодонтот е тој ќе одлучи дали е време да се започне со третман или доколку е рано, доколку нема услови, тогаш ќе советува кога треба да започне ортодонтскиот третман. Се случува понекогаш млечното запче да не падне, позади да никне ново запче. Тоа е причина за посета на ортодонт? Апсолутно. Значи, кај секој пациент кој што ќе дојде на нашата клиника, значи
прво што изработуваме тоа е рентген снимка, значи на која што се гледа бројната состојба на забите, поставеноста на забите. Значи сега да не навлегувам во сите други работи што може да се видат на рентген снимка. Во тој случај најчесто се случува кај долните мандибуларни инцизиви, малце со поедноставен јазик, значи предните заби, Добра. значи Предните запчиња. Предните запчиња, да. Секогаш трајните се случува, значи кај одредени случаи трајните запчиња да никнат зад млечните запчиња. И во тој случај се вади се вади млечното запче, да, и велиме со вежби, со одредени вежби, со буткање на јазикот, тоа се протрудира, значи се сместува во забниот, се поместува, да. Меѓутоа, доколку не се успее со тоа, тогаш веќе пристапуваме кон изработка на мобилни апарати со кое што ги коригираме. Која возраст е оптимална за носење протези и дали има одредена возраст на која што повеќе не би можеле да бидат применети? Возрастна граница морам да кажам дека не постои за примена на ортодонтски апарати. На нашата клиника ние третираме пациенти од различна возраст, и деца, и тенејџери, и адултни пациенти. Нормално дека кај помладата популација корекцијата на ортодонтските аномалии ќе биде побрза. Меѓутоа, возрастна граница не постои. Значи, и возрастните можат да си го решат проблемот што не го решиле во младоста? Да, да. Посебен акцент ставаме ние и на адултната популација, затоа што тука не правиме само естетска и функционална корекција со ортодонтските апарати, туку и превенција од пародонтолошки заболувања, меѓутоа вршиме и припрема за протетска рехабилитација. Кога станува збор за возрастните, често пати имаат проблем со забите, изронети заби, им фалат некои заби во устата, расипани. Може во тој случај да биде ставена протеза? За корекција на положбата на забите? Вака, една од контраиндикациите за поставување на фиксните протези е лошата орална хигиена, појавата на кариес и пародонтални заболувања и лошата соработка со ортодонтот. Меѓутоа, кај вакви пациенти, кај што рековте, ако има кариозни заби, ако има некои пародонтолошки заболувања и така натаму, значи прво предлагаме да се санира кариесот, значи пародонтолошки да се среди пациентот, па понатаму ние да можеме да ставиме фиксни апарати. Ја споминавте соработката на пациентот со докторот. Што е со децата кои што треба да носат протези? Покрај родителската грижа, потребна е или нивна лична мотивација? Па, искрено да бидам, помалите деца немаат никоја мотивација, значи они ги слушаат своите родители и го слушаат докторот што ќе каже, а веќе кај тинејџерите и кај повозрастната популација, каде што им е поважен естетскиот важен изглед, естетскиот изглед, они веќе имаат мотивација. Затоа ние во ортодонтскиот картон кога го пополнуваме имаме едно поле мотивацијата од каде потекнува, дали е од дете, од родител или од доктор. Тоа ни е исто многу важно. Да. А доколку потекнува од доктор, само од доктор проблематично е? Па не, пак зависи од самото дете, значи од соработката со родителот, колку е родителот свесен дека треба детето да има убаво подредени заби, затоа што, нели, како што претходно напоменав, нетретираните ортодонтски аномалии доведуваат на вистина до здравствени проблеми. Но би било најбово доколку мотивација постои кај сите, и родител, и дете, и кај докторот, тоа би било едно идеално сценарио. И сега има различни типови на протези, има мобилни и има фиксни протези. Ајде да ни објасните клучата разлика, кај кого се применуваат мобилните протези? Тоа се тие што се вадат и што се ставаат. И што се ставаат, да. Значи секој пациент има право, кога веќе говорам за мобилните протези, има право на 3 мобилни протези преку Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија. Веќе 4-та протеза понатаму се наплаќа приватно, додека фиксните апарати се исклучиво на терет на пациентот. Кај помладата популација поставуваме мобилни апарати. Да, Ова се тие, ако не се лажам, што туку помина таа слика, претходната, така, добро, ќе се навратиме повторно на таа слика. А фиксните апарати веќе некаде после 12-та, 13-та година веќе ги поставуваме, нели, доколку има услови, доколку е индикација да се постават. Клучната разлика е во
тоа што со фиксни апарати можеме да третираме покомплицирани случаи на малоклузија. Значи, буквално можеме сите типови на малоклузија да ги коригираме. Со мобилните апарати може да се третираат само полесните малоклузии. Полесна збиеност, полесна ротација, полесна протрузија и така натаму. И друго, мобилните апарати овозможуваат само лесни движења на забите. Додека со фиксните апарати, значи се овозможува еден поголем опсек на движење на забите, или ние го викаме тоа така наречено бодили придвижување, кога се придвижува целиот зап, коронка со корен. Значи тоа го овозможува само фиксниот апарат. Друга предност на фиксниот апарат е што веќе напоменав, значи сите потешки малоклузии може да се третираат. Сега има и одредени недостатоци на фиксниот апарат, меѓутоа тие недостатоци, повторно ќе напоменам, се минорни во однос на бенефитите што ги овозможуваат фиксните апарати. Да. Еве ги мобилните, може да се задржиме на оваа слика, ова се мобилните протези кои што обично им се даваат на малите деца. На помалите деца. До 12 годишна возраст, ако добро ве слушнав? Да, сега во зависност од аномалијата, можеби и малку подесно, меѓутоа уште еднаш морам да напоменам дека со нив може да се третираат само лесни малоклузии. Да, исклучително тешките потребно е да се постави фиксен апарат. Добро, доколку кај мало дете забележите дека има некаков проблем и со загризот, што споменавте, може ли да речеме со оваа мобилна протеза да се влие врз растот на вилицата? Да, имаме функционални апарати. Значи, тука на сликата не се прикажани, значи на нашата клиника ќе изработуваме сите видови на мобилни ортодонски, активни мобилни ортодонски апарати, функционални апарати, пропулзори, сите видови на интерцептивни помагала и сите видови на фиксни апарати кои што се навистина изработени од материјали со врвен квалитет по светски стандарди. Кога веќе напоменав за интерцептивните помагала, значи ние со интерцептивните помагала, што значи самиот збор интерцепт? Нешто да се спречи да се закочи. Значи како аномалијата почнала да се закочи. Таа ја применуваме во млечна дентиција и рана мешовита дентиција, што значи некаде започнуваме околу 4-та, 5-та година. Ако напоменав дека треба сите деца практично до својата 7-ма година да бидат ортодонтски прегледани. Меѓутоа, затоа укажав кои се тие рани знаси што ако родителот ги примети, мора да ги однесе кај ортодонт. Значи со овие интерцептивни помагала почнуваме некаде 4-та, 5-та година. Можам само на кратко да ги набрам, значи тоа ни е вежба со шпатула, коса рамнина, брадова држалка. Значи кога родителот ќе примети дека долната вилица е напред истурена, дека детето има отворен загриз, или кажав кога горните и долните заби не се во контакт, кога има некои лоши навики, тогаш ги применуваме тие, или ако се јави обратен преклоп, значи долните заби да ги преклопуваат горните, тогаш ги применуваме тие интерцептивни помагала. Па понатаму како детето расте, продолжуваме со мобилни апарати и на крај со фиксни апарати. Значи, токму затоа треба навремено да се реагира за да се отстранат всушност овие трајни деформитети кај забите и вилицата што би создали психолошки проблеми кај детето, но и проблеми при исхраната. При изборувањето, споменавте, ги има на вистина тешкоти во говорот, при жвакањето, да, затоа што за многу ортодонтски аномалии од круцијално значење е следењето на растот и развојот. Значи многу на детето. Многу ортодонтски аномалии доколку навреме се третираат многу полесно, ќе се коригира ортодонтската аномалија. Значи чекањето сите трајни заби да пораснат или да заврши фацијалниот раст го прави третманот на многу ортодонтски аномалии потежок. Значи може слободно да се носи мобилна протеза додека во устата на детето има и млечни заби. Значи да не се чека, да не се чека да пораснат за мешовита дентиција, да, кога има и млечни и трајни заби, значи чекањето сите заби да се сменат е грешно. Да. А кај децата обично за колку време се постигнуваат резултати, доколку не станува збор за некои тешки деформитети? Па вака, значи колку време треба да носат протезата? Претпоставувам дека тоа е едно од основните прашања што ви го поставуваат родителите. Да, меѓутоа на вакво прашање ние на родителите им одговараме дека е прво многу важна соработката со детето и соработката со родителот, затоа што кога се помали деца, нормално дека се уште под надзор на родителите. И родителите се тие што треба да укажат дека детето, ние какви совети даваме за носење на мобилни апарати, дека мора најмалку 5 часа дневно да се носат и во текот на спиењето цела вечер. Доколку се носат само во текот на спиењето, а многу деца ја прават таа грешка, се што се подобро во текот на денот знае да се врати во текот. Се што се подобро во текот на ноќта знае да се врати во текот на денот. Значи
Значи мораме да имаме еден континуитет во носењето на мобилните апарати, за разлика од фиксните кои што се 24/7 во уста поставени. Значи, многу деца ги носат само навечер и тогаш не можете да очекувате резултати. Така да колку ќе ги носат, не е само значено од правилно поставената диагноза и правилниот план на третман, туку и од соработката со детето. А кога станува збор за фиксните протези, децата ги сакаат, затоа што знаат да бидат шарени, впечатливи, интересни, но возрастните пак, од друга страна, предпочитаат да не се забележуваат. Може ли да не се забележуваат, да бидат невидливи? Да, може. Значи, постојат лингвални фиксни протези кои што се поставуваат од натрешната страна на забите. Обично нив ги преферираат јавните, мислам личностите кои што имаат јавна професија. И исто така можат имаме значи вестибуларна техника, тоа што кога се протезите поставуваат од надворешната страна и лингвална техника од натрешна страна. Сега, кога се работи за вестибуларна техника, веќе кажавте дека има различни типови на протези. Тука станува збор за керамичките фиксни апарати кои што се навистина невидливи, значи они се бели, прозирни, не се забележуваат, треба некој да се доближи до вас па може да ги види. Така да тинејџерите и возрастната популација претежно ги преферираат тие протези. Има метални и естетски, овие што ги споменавте со керамички плочки. Да. Сега има ли разлика во нивната функционалност покрај естетиката? Апсолутно не. Значи, ние на нашата клиника работиме со еден од најдобрите светски брендови во светот, тој е American Orthodontics, кој благодарение на доктор Милош Јаначковиќ, кој самиот е одличен специјалист по ортодонција, ги донесе во нашата држава. Така да апсолутно нема никаква разлика помеѓу металните и естетските фиксни протези. Разликата е само во естетскиот момент. Кој што преферира. Значи, они сите имаат исто дејство. Значи, што е предноста на American Orthodontics со кој што ние работиме? Значи, они во самиот состав имаат диагонален торк и диагонална ангулација, по тоа се издвојуваат од останатите брикети. Вака на некој поедноставен начин да објаснам, значи во самата брикета има некоја меморија за секој зап посебно. Точно знае како секој зап да го сврти. Сега, не се само важни и брикетите, нели? Нормално, изворот на силата е и лакот, затоа што од што е составен еден фиксен апарат? Значи, тоа се брикети, туби, прстени, лакови, гумени лигатури, веќе кога ги напоменавте, нели кажавте гумички во разни бои. Повозрастните пациенти сакаат овие гумени лигатури да не бидат во боја, да бидат прозирни, невидливи. Невидливи, апсолутно, да, затоа што веќе кога ќе ставите бели протези, мислам така наречено бели, нели керамички прозирни протези, веќе сакате и гумените лигатури што се поставуваат околу нив да не се гледаат, затоа што која е логиката да ставите прозирни, а да ставите во боја лигатури. Додека пак децата, кога се поставуваат металните протези, сакаат да овие гумени лигатури да бидат во разни бои и на секоја контрола ние ги менуваме. Сега кога поставивте прашање за гумените лигатури, ми текна во моментот на еден настан, се случи 2-3 дена пред 23 октомври, нели пред денот на македонската револуционерна борба, дојде еден пациент на редовна контрола и замоли да му поставиме лигатури во боите на македонското знаме. Значи на еден зап жолта лигатура, на еден црвен и така натаму. Патриотска протеза. Боите на македонското знаме. И да ви кажам, навистина он беше презадоволен, меѓутоа и естетски изгледаше навистина одлично. Да. Така да ние исполнуваме желбата на пациентите. Да. Особено за кај децата. Особено кај децата, да. Имате ли оние што се флуоресцентни, што светат нуве светла, па во дискотеките тие деца се главни? Такви немаме, за жал, такви немаме. Бидејќи прочитав дека има и нешто такво. Да, има, меѓутоа и во светот многу помалку се користат. Но за мотивацијата на децата очигледно многу важно да биде сето тоа во разни бои за да сакаат да ги носат. И не е само тоа важно. Важно и како ќе пристапите кон детето. Ако пристапите со насмевка, он ќе ви врати со насмевка. Значи ќе сака да доаѓа, значи односот на докторот кон пациентот, пристапот е исклучително важен. А колку често ги гледате вашите пациенти на контролни прегледи? Колку често треба да се прави корекција на протезата, дали е тоа мобилна или пак фиксна? Да, обично ги закажуваме еднаш месечно.
По потреба, доколку има некој проблем, нешто да ги боцка, да ги боли, тогаш доаѓаат и порано. Меѓутоа, обично контролите се еднаш месечно. Како се изработува мобилната протеза? Дали е проблематичен процесот за детето, особено бидејќи треба некаков оттисок да се земе? Земањето на отпечаток не е проблематично само кај детето. Проблематично и кај возрастните пациенти, затоа што на некој начин е непријатно. И сега, за среќа, ние на нашата клиника имаме алгинатни маси, значи тоа се маси со кои што се земаат отпечатоци, кои што брзо врзуваат. Значи, за едно помалце од минута, 3-40 секунди, се стврнува и ние го вадиме отпечатокот. Значи се става во уста? Се става во уста, посебно значи, во горната вилица, посебно во долната вилица. Проблемот е кога ќе се постави во горната вилица, затоа што ги имате нагонот за повраќање. Меѓутоа, многу е важно да одберете соодветна големина на лажица и да поставите соодветна количина на отпечаточната маса. Затоа што доколку лажицата е преширока, преголема, доколку ставите повеќе отпечаточна маса, нормално е дека нагонот за повраќање ќе се јавува. И друго, ние знаеме да го отргнеме вниманието на детето од самото зимање на отпечаток, знаеме да ги анимираме. Кога се помали ги прашуваме имаш ли симпатија, како се вика. И наеднаш тој момент они ќе се насмеат, веднаш во моментот забораваат дека има нешто во уста. Значи морате малку муабет да им направите, да ги анимирате за да го одвлечете вниманието. Дали отпечаток треба и за фиксна протеза да се направи? Апсолутно, значи за секој пациент. Секој пациент што доаѓа кај нас, прво мора да има направено рентген снимка, панорамикс и земен отпечаток. Затоа што кај фиксните апарати отпечатоците ги земаме за студио модели. Кај мобилните апарати изработуваме и студио модели и работни модели. На тие работни модели се изработуваат мобилните апарати. А студио моделите, зашто не се многу важни, само еден момент ќе споменам, затоа што пациентите многу брзо забораваат како биле претходно, каква им била претходната состојба на забалото. Па во текот на терапијата знаеме да им го покажеме, да ги потсетите. Да ги потсетиме, погледнете како било на почеток. Така и го следите напредокот всушност. Да, и го следиме напредокот, да. Така да кај секој пациент апсолутно земаме отпечаток за модел. Сега како се поставува фиксната протеза? Колку трае процесот? Дали е болен? Не. Процесот не е болен. Зошто не е болен? Затоа што вие на секое запче лепите по една брекета. Значи, а лепењето воопшто не е болно. Отприлика трае некаде час и половина. Зашто велам час и половина? Затоа што секогаш се поставува и во горната и во долната вилица. Значи, ортодонтска терапија со фиксни апарати нема само во една вилица. Затоа што вас не ви е важно само да ги подредите правилно забите. Туку е многу важно да ги усогласите меѓу виличните односи. А тоа можете да го направите само ако поставите фиксни протези во двете вилици. Може да се случи првиот месец од X причини да поставите само во горна вилица. Меѓутоа, најдоцна за месец, месец и половина мора да поставите и во долната вилица. Значи, апелирам дека фиксен апарат не се поставува само во една вилица. Ако сакате да имате добри меѓувилични односи, мора фиксниот апарат да биде во двете вилици и затоа отприлика некаде е час и половина, воопшто не е безболен процес, само детето или тинеџерот или повозрастниот пациент треба да се навооружа со трпение. Да. А се случува ли да се јави потреба да се извадат заби за да се постави фиксната протези, да се постигне посакуваниот резултат? Да. И во распоредот на забите и во загризот? Да, честопати мораме да примениме екстракција на одредени заби. Обично кои заби ги вадите? Кои заби ќе се извадат зависат од повеќе фактори. Значи, прво, анализа на лицевиот профил, здравствената состојба на забалото, тежината на аномалијата, видот на малоклузијата. За нас полесно е кога ќе ги извадиме првите премолари, односно четворките. Многу полесно може да се коригира ортодонтската аномалија. Меѓутоа, доколку вие имате ендодонтски лекуван прв молар или шеска, тогаш сигурно нема здрав заб да извадите, а ендодонтски третирање, пломбираниот да остане. Да. Меѓутоа, обично кога се работи за здраво забало, тогаш обично првите премолари никако не е најлесно да ги екстракираме. Ама пак ви кажав, зависи од многу фактори кои заби ќе ги извадиме. Како изгледа процесот на адаптација? Колку време е потребно за некој да се навикне на чувството на туѓо тело во устата, потоа не е сигурно едноставно да се џвака со протези или пак да се зборува со нив? Не, тоа и јас го видов. Да се спие? Тоа и јас го видов по мене. Така и вие носите фиксна протеза? Да, апсолутно не е. Значи, прилагодувањето од прилика 7 до 10 дена. Обично
првите неколку дена се проблематични. Секој пациент различно реагира, значи на болка, прагот на издржливост кај секој пациент е различен, така да обично првите 2-3 дена знае да има некои непријатни сензации. Ако нема спонтанна болка, тогаш може да има болка при джвакање, значи на храната, да чувствува пациентот како некое трнење. Има пациенти кои што и самите од себе, значи без никаква функција имаат болка. Во тој случај препорачуваме нешто аналгинче, кафетинче, парацетамолче, значи нешто за намалување на болката. Да, меѓутоа ви велам, тоа се првите 2 до 3 дена. Понатаму, пошто на самите кукички, например на тројките што се поставуваат на тие брикети, на првите молари, односно на шеските, има одредени кукички кои што знаат да дадат иритација на образната лигавица. Во тој случај ние на пациентите им даваме ортодонтски восок и велиме, доколку ти се појави раничка на образната лигавица, доколку нешто те боли, те боцка, стави тој восок. Значи потребно е време, недела до 10 дена, да се навикне образната лигавица дека има нешто во уста, да, и понатаму веќе нема да има никаков проблем. А што е со мобилните протези? И уште ме прашавте за во однос на исхраната. Значи, овие пациенти има работи што не смеат да ги јадат? Да. По поставувањето на протезите, значи отприлика 2 часа им велиме ништо да не јадат и до вечерта некоја помека, потечна храна. Од утре можат се убаво да јадат, меѓутоа доколку е нешто цврсто, не треба да одгризуваат, туку треба да кршат или да сечат парченца. Што треба да избегнуваат? Мастики за джвакање. Значи треба да избегнуваат леплива храна како карамела, бомбони. Да. Гумени бомбони кај децата, гумени бомбони, крцкава храна како што е чипсот, пуканки, подцврста храна, бадеми, фстаци, лешници, значи тоа треба да, затоа што јас на себе пробав, одгризав еден бадем и демондирав една брикета. Така да на тие моменти треба да се внимава. Апсолутно, да. Во однос на мобилните апарати, они се многу поедноставни, значи затоа што Но децата се покомплицирани, малите. Веројатно. Да, меѓутоа полесно ги помалите деца, нормално, нели реков кај помали деца поставуваме мобилни апарати. Мобилните апарати лесно се вадат, лесно се поставуваат во уста, многу лесно се одржува орална хигиена, така да многу е важна само соработката, они да ги носат, како што кажав, најмалку 5 часа преку ден и цела вечер, за да ги видите резултатите од ортодонтската терапија, да. Еве стигнавме до резултатите. И можат се да јадат за разлика од пациентите со фиксни апарати. Така, ќе извадат мобилната. Ќе извадат и ќе јадат, да. Протези нема да има никаков проблем. Да. Кога зборуваме за резултатите, дали возраста има некаква улога во брзината со која што ќе се реши проблемот со кој што го коригирате? Дали да речеме кај дете ќе тече побрзо процесот отколку кај некој што има 40 плюс години, 50 и слично? Да, како јас. Да, или како јас, еве. Да, апсолутно. Возраста е и такако важна, меѓутоа не е пресуден фактор. Нормално дека кај помалите деца ортодонтската терапија, доколку има добра соработка, ортодонтската терапија ќе биде побрза, кај возрастните пациенти тоа ќе биде подолготраен процес, меѓутоа повторно ќе напоменам, само возраста не е одлучувачки фактор за успехот на ортодонтската терапија. Тука е и соработката со пациентот, тука е и тежината на самата ортодонтска малоклузија. Нормално е дека некои ортодонтски аномалии кај деца многу побрзо ќе се коригираат, некои кај повозрастните. Но еве кога зборуваме за нешто што е поедноставно, кој е најкраткиот временски период за да се постигнат посекуваните резултати? Па еве, јас ќе почнам од интерцептивните помагала, кои што кажав дека се поставуваат во млечна и рана мешовита дентиција. Значи со тие интерцептивни помагала можете за 2 недели до неколку месеци да постигнете резултат. Веќе со мобилните апарати ние почнуваме, ви кажав, некаде 7-та, 8-та година, па пациентите подолго ги носат. Пак морам да напоменам, постојано тоа го повторувам, дека соработката е многу важна, клучна е. Значи, одредени фази од третманот зависат исклучиво од мотивацијата на пациентот. Апсолутно. Доколку немате добра соработка, не можете ни да очекувате успех од ортодонтската терапија. Така да тие знаат да се носат и неколку години, па да бидат припрема пред поставувањето на фиксниот апарат. Да. А фиксниот апарат колку може да се носи? Од прилика некаде година, година и пол, па до 3,5 години, пак во зависност од тежината на аномалијата, дали пациентот ги следи нашите совети, дали доаѓа
редовно на контроли како што е закажан. Значи, повторно соработката е многу важна. Професорке, зошто кај некои лица и покрај упорноста, соработката и слично, сепак не успевате да ги постигнете посакуваните резултати? Мислите после вадењето на фиксниот апарат, враќањето или носат фиксни протези, едноставно пациентите не се задоволни од она што е постигнато? Па, на нашата клиника нема такви пациенти, морам да бидам искрена. Нашите пациенти се сите задоволни, а зашто? Затоа што ви напоменав, ние работиме со еден од најдобрите светски брендови. Значи, многу е важно и какви брекети ќе поставите во уста, какви лакови ќе поставите во уста. Мора да направите, прво да поставите добра диагноза и правилен план на третман. За жал, морам да напоменам дека во Република Македонија многу колеги кои што не се специјалисти по ортодонција работат ортодонција и поставуваат фиксни апарати. И нормално е дека не можете да очекувате пациентот да има такви резултати, отколку кога ќе дојде кај специјалист по ортодонција. Затоа што сепак нели постои специјализација по ортодонција. Така, стручноста е тука. Стручноста е тука, апсолутно. Клучна. Да. Ќе ги поканим и гледачите да се вклучат во денешната телна амбуланта со нивни прашања, почитувани од овој момент емисијата е контактна. Професор, ке споменавте дека по извесен период, откако ќе се процени дека резултатот е постигнат, се вадат протезите. Дали ова значи конечно решение и траен резултат? Не. Зошто не? Затоа што јас на почетокот на сите пациенти им велам, да, ние ќе поставиме фиксни апарати. Меѓутоа, ретенционата фаза после вадењето на фиксни апарати, тој и на студентите го нагласувам, е многу поважна од самото носење на фиксен апарат. Затоа што потребно ни е да правилно подредените заби се задржат во коригираната положба. И затоа велам дека оваа ретенциона фаза е поважна и од самото носење на фиксен апарат. Доколку и веќе тоа е во зависност, значи оваа фаза веќе зависи само исклучиво од самиот пациент. Значи забите потоа можат повторно да се вратат на во првобитната положба. Значи, ако не се носи, они не можат да се вратат како што биле на почеток. Во никој случај. Меѓутоа до одредени поместувања, блага некоја ротација, блага некоја инклинација и така натаму може да доведе доколку не се носат ретенционите протези. Какви се тие протези, како мобилните изгледаат? Да, имаме неколку видови, значи имаме и мобилни ортодонтски апарати, имаме и фиксни апарати, тоа се тие така наречени ретейнери кои што се поставуваат од натрешната страна на забите. Јас искрено повеќе ги преферирам мобилните, не може да бидат само мобилни ортодонтски апарати, може да бидат и во вид на фолија, прозрачна фолија. Јас повеќе ги преферирам мобилните, зашто? Затоа што со фиксниот ретейнер вие ги опфаќате забите само од канин до канин, значи само од тројка до тројка во фронталната регија. А што е со бочните заби? Така, можеби е подобро да има комбинација и мобилен апарат, мобилен ретейнер и фиксен ретейнер. Овие ретейнери колку време треба да се носат? Долго. Долго? Да, многу подолго. Например, ќе прочитате во литературата кога се работи за диастема медијана. Диастема медијана е простор помеѓу забите, помеѓу централните зиви, помеѓу двете горни единици. Помеѓу единиците, што е честа состојба. Што е честа состојба. Значи, причинител за појава на оваа диастема медијана, прво е наследниот фактор, второ може ниска инсерција на лабиалниот френулум, нова како ресичка, да. Па појава на мезиоденс, значи на прекобројни заби или отсуство на одредени заби, исто така можат да предизвикаат појава на диастема медијана и сега вие ќе го коригирате, нели? Ако се овие другите фактори ќе го коригирате и нема да дојде до одвојување. Меѓутоа, ако е причина наследниот фактор, генетскиот фактор, тогаш вие ќе ги споите забите. Меѓутоа мора да поставите ретейнер за да може да ја задржите таа состојба, затоа што ние велиме дека диастема медијана е најупорна аномалија. Значи, ако падне или се скрши тој ретейнер, ќе дојде до одвојување на забите. Па поготово ако забите се малку поситни, помали од нормалната вообичаената големина. Така да можеби тогаш и тука естетски малку со пломби да се коригира, да се пополни празнината. Ајде да проговориме за хигиената, додека се носат протези.
Да почнеме со мобилната протеза. Треба ли таа на посебен начин да се чисти, да се средува? Како се одржува хигиена на забите во тој случај? Да, одржувањето на оралната хигиена е императив за успешен ортодонтски третман. Кај мобилните протези многу полесно се одржува затоа што протезата се вади, се става во устата, значи кои се тие совети што му ги даваме на пациентот кога ќе му ја предадеме мобилната протеза? Прво, како што веќе напоменав, му велиме мора најмалку 5 сати да ја носи и цела вечер. За јадење мора да ја вади. На училиште не дозволуваме да се носи, нели, од причина дека со прљави раце може да ја вадат, да ја ставаат, па да паднат, се бркаат, да се скрши евентуално. Препорачуваме дека после секој оброк треба да се четкаат забите. Значи, се вади протезата, се четкаат забите, се и самата протеза мора да биде исчеткана. Со четката и со пастата за заби? Со четка и со паста за заби, со истата четка и паста за заби, да, со кое што ги четкаат и забите. Се чува исклучиво во сува кутија, никако не во вода. Значи, обично препорачуваме, пошто тоа се работи за пластични кутии кои што знаат да замирисаат, па навечер во текот на ноќта додека е протезата во уста, кутиите да бидат отворени за да може тој непријатен мирис да се елиминира. Да се елиминира. Да, да. Додека кај фиксните апарати апсолутно е важна оралната хигиена. Зошто? Затоа што пациенти кои што одржуваат слаба орална хигиена, кои што не ги четкаат забите, ние велиме исто, после секој оброк мора да се четкаат забите, значи мора остатоците од храна да се елиминираат. Затоа што еден од недостатоците на фиксните апарати и акумулација на храна околу самите брекети. И ако вие не отстраните храната во текот на ноќта, значи ќе предизвикате прво, може да предизвикате кариес, значи некоја кариозна лезија, деминерализација на емајлот околу самата брекета. Второ, доаѓа до воспаление на гингивата, па има пациенти кои што не одржуваат добра орална хигиена, со лоша орална хигиена се доаѓа до пролиферација, до букнување на гингивата и знае да ја препокрие целата брекета. Значи, и затоа неопходна ни е и соработка со специјалист по болести на устата и на пародонтот. Би требало на секој 6 месеци пациентот да биде препреќан кај овој специјалист или доколку има потреба и почесто. Предпоставувањето на фиксните апарати, значи мора да бидат, како што веќе напоменавме, совршено чисти забите. Совршено чисти забите, а тоа подразбира и посета кај специјалист по болести на устата и пародонтот. Постојат, значи, различни четкички за кои што се употребуваат кај пациенти кои што носат фиксни апарати. Значи, техниката на четкање е нормална како и кај секој пациент кој што не носи фиксни апарати, нели, во горната вилица од горе надоле, во долната вилица од доле нагоре. Значи на истиот принцип. На истиот принцип. Но не би се откорнала некоја брекетите? Не, апсолутно. Ако брекетите се леге артис залепени, јас тој на моите студенти го кажувам, значи ако брекетите се леге артис залепени и ако пациентот внимава на исхраната, значи до крајот на терапијата нема ни еден брекет да биде одлепен. Значи, ако се користат мастики, бадеми, ако не се карамели, слично, значи храна што не смее да се употребува, веќе тука се комплицира состојбата. Тука веќе се комплицира, ќе дојде до дебондирање на брекетот и тогаш и при четкањето може да настанат оштетување на протезата? Нема да настане, ќе дојде пациентот, ние ќе го бондираме брекетот. Да, често пати се менуваат тие. Постојат и малечки интердентални четки, значи за фиксни протези, кои што, значи, растојанието помеѓу забите, го четкаат, употреба на дентален конец. Сега со четката, доколку видите дека останува храна околу самиот брикет, можете со кружни движења тоа да го исчеткате. Исто така, джвакалните површини мора да се исчеткаат на забите и од внатрешна страна. Значи, принципот на четкање е ист како кај секоја индивидуа. Со тоа што тука имаме плюс интердентални четкички, дентален конец може да се употребува и така натаму. Значи, одржувањето на добрата орална хигиена е еден од клучните фактори за успех на ортодонтската терапија. Доколку се јави некаков кариес, проблематично да се поправи додека се забите со протеза? Во зависност од тоа каде е поставен. Да. Ако е апроксимално, каде што пречи протезата, тогаш знаеме да ја дебондираме брекетата, да ја извадиме брекетата, да го извадиме лакот, да го пуштиме пациентот кај својот стоматолог, ќе ја санира кариозната лезија, ќе се врати пациентот, ние повторно ќе поставиме. Потребно е почесто да се прави отстранување на забен камен, полирање на забите и слично?
Па има пациенти кои што се повеќе склони кон создавање на забен камен. Например, еве јас толку години колку што сум, никогаш не ми се створил забен камен. Меѓутоа, има пациенти уште од најмала возраст кои што ствараат забен камен, така да во такви случаеви се праќаат кај специјалист по болести на устата и пародонтот, се отстранува забниот камен, ние продолжуваме со терапијата, така да не е никаква пречка за ортодонтската терапија. Едно од најчестите прашања на лицата што носеле фиксна протеза, што ми изненади, е дали можат да прават третмани за белење на забите во тој период. Не, јас не препорачувам, апсолутно. Дури не препорачувам ни предпоставувањето на фиксните апарати. Доколку некој се одлучи, ако ме прашате за мојот личен став, јас сум против белењето на забите. Воопшто? Воопшто, да. Зошто? Па затоа што доаѓа до одредено оштетување на површината на емајлот и ако еднаш веќе тоа го направите, ќе мора постојано да ги белеете забите. Значи тоа не е еднаш за секогаш. Не е еднаш за секогаш. Се случи една пациентка која што предпоставувањето на фиксните апарати отиде ги избели забите. Јас бев стриктно против, меѓутоа, нели, возрастен пациент, не ве послуша. Ги поставивме фиксните апарати. При секое пиење на кафе, при секое пиење на чај, значи забите почнаа да потемнуваат. Со фиксни протези вие не можете да ги избелите забите. Значи треба да се извадат фиксните протези, па тек отпосле да ги избелите забите. Така да Комплицирано. Комплицирано е. Со фиксни протези заби не се белят. Има многу пациенти, значи од естетски причини што им пречат, што имаат потемна коска, ги белеат забите, меѓутоа со фиксни протези не можат да ги белеат. По завршетокот на фиксиот третман, тогаш можат да направат белење на забите. А има ли пациенти кои што не би препорачале употреба на фиксни протези? Да, пациенти кои што се со страшно нарушено пародонтално здравје, значи каде што имаме луксација на забите, пациенти кои што гледате повторно се навраќам на таа лоша орална хигиена, значи една од контраиндикациите за поставување на фиксните апарати се тешките скелетни деформитети, лошата соработка со пациентот, кариозните лезии и пародонталните заболувања. Значи, кај такви пациенти е контраиндицирано да се постави фиксен апарат. А дали протезите кај малите деца кои што имаат млечни заби можат да направат некаков проблем во избивањето на ново млечно забче, доколку се носи протеза долго време во текот на сонот и уште 4-5 часа во текот на денот? Да направи проблем за да трајниот заб еруптира? Да. Не. Кога ќе се извади млечното забче, треба да еруптира, на тоа место има протеза. Да, убаво прашање, благодарам. Затоа се потребни тие чести контроли еднаш месечно. На тие контроли ортодонтот ќе процени дали забот е веќе во фаза на ерупција и во тој случај акрилатот што е поставен на тоа место го отстранува и овозможува простор да може трајниот заб да еруптира. Затоа уште еднаш ќе напоменам значи, има решение за се. За се има решение. Добрата соработка со пациентот е клучен фактор за успехот на ортодонтската терапија. И уште еднаш да резимираме, ортодонтски преглед треба да се направи во раната детска возраст до 7-та година. Од прилика некаде до 7. Бидејќи има разлика помеѓу ортодонт и стоматолог. Да. Значи, децата треба да бидат прегледани од страна на ортодонт. Исклучиво од страна на ортодонт. И сега ние имаме, веќе кога напоменавте предходно дали има контраиндикација, например, кај потешките, нели јас реков дека една од контраиндикациите за поставување на фиксни апарати се тешките скелетни деформитети. Во тој случај и тука има решение. Значи, решението е ортодонтско-хируршки третман. Што значи тоа? Значи, ние прво како ортодонти правиме подредување на забите, значи кога има некои ротации, инклинации, ги исправаме забите, колку можеме меѓувиличните односи ги коригираме и веќе во втора фаза ги пуштаме кај максилофацијален хирург да тоа хируршки се коригира. Докато слушаме прашањето од гледачот, добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Вака, извините, се јавувам за 5-годишно дете, кое што вилицата му е испакната понапред. И сега сакам да ја прашам докторката за некој совет. Ние имаме посетено ОРЛ
Имат ни препорачано гумички некои да носе навечер и преку ден. И уште едно прашање, каде може да ја најдеме докторката? Така, секако ви благодарам за вклучувањето во програм. Да, Професорке, благодарам повелете. на прашањето. Значи, јас сум професор на стоматолошкиот факултет и Универзитетскиот стоматолошки клинички центар Свети Пантелеймон Скопје, што е во склоп, значи клиниката за ортодонција е во склоп на државна болница. Што се однесува до прашањето, на 5 години, јас веќе напоменав, значи ние почнуваме со интерцептивни помагала. Вие напоменавте дека вашето дете има истурена вилица кон напред. Во тој случај ние применуваме брадова држалка, значи тоа е една екстраорална направа која што е составена од брадичка, значи од ленти и капа. И со оваа брадова држалка ние го спречуваме растот на мандибулата, го закочуваме растот на долната вилица кон напред. Оваа брадова држалка се носи постојано, меѓутоа она е вовед во веќе понатамошните ортодонтски процедури кои што понатаму следат. Меѓутоа слободно дојдете, значи јас сум секој ден од Сабајле, само четврток сум втора смена, побарајте ме, ќе направиме преглед и Така убаво е да се знае дека и овие деформитети всушност може да се коригираат доколку проблемот биде забележан навремено. Да. Така да слободно дојдете и побарите ме. Дури ако долната вилица е навнатре повлечена и тоа може да се коригира? Апсолутно, да. И тоа може да се коригира, значи што е со возрастните? Овој проблем кај возрастен може да се реши или само во детска возраст се решава? Значи, нема некој проблем кој што ние не можеме да го решиме. Да. Затоа велам, почнуваме од интерцептивни помагала, мобилни протези, фиксни протези, на крајот ортодонтско-хируршка терапија. Значи нема проблем кој што ние не можеме да го решиме. Не споменав дека и единствени сме за разлика од другите здравствени центри, каде што кај нас се третираат и пациенти со расцепи на устна и непцеп, потоа сме единствени нашата клиника. Затоа професор ке цела емисија ќе направиме. Да, ќе направиме, но ја морам да напоменам за гледачите дека и тие проблеми, значи, ги третираме. За жал, овие пациентчиња од ден на ден се повеќе. Тоа е расцеп помеѓу на горната вилица, Значи имаме расцеп, може да има расцеп само на устна, расцеп само на палатум на непцето од натрешна страна и расцеп на устна и палатум. Така да ние изработуваме обтураторчиња, значи на некој вид да се мобилни апарати кои што ги изработуваме кон овие пациенти и овозможуваме олесната исхрана да може детето да напредува. Професор, ке ви благодарам многу за вашето гостување и за сите убави појаснувања поврзани со оваа тема. Протезите, значи, не се наменет ексклузивно само за младите и за децата, и возрастните можат да си направат корекција на она што не го решиле во младоста и доколку им пречи, но секако споменавте не само естетски, туку и од здравствен аспект има бенефит да се направи тоа. Значи, нас ни е многу поважен и функционалниот аспект. Можеби кај пациентите е поважен естетскиот момент, меѓутоа нас ни е важен и функционалниот аспект. Ви благодарам уште за гостувањето. Ви благодарам за поканата. Почитувани професор доктор Цветанка Байрактарова-Мишевска, ортодонт од Стоматолошкиот факултет при УКИМ и Универзитетскиот стоматолошки клинички центар Свети Пантелеймон Скопје, беше гостинка во денешната телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте.